Почитувани, 7 месеци, повеќе од 210 денови, минаа од пеколниот пожар во модуларната болница во Тетово. 14 живи пациенти и пеплоса. 3 месеци и 2 недели, повеќе од 110 дена минаа од пеколот во автобусот на смртта на автопатот Струма во Бугарија. 45 мина живи изгореа. 150 денови минаа од како Вилма Русковска изјави дека, цитирам, нема ништо конкретно од истрагата за модуларната. 130 денови минаа од изјавата на Пивоваров, национален координатор за гранично управување, дека патниците се виновни затоа што не ја провериле лиценцата на автобусот. 80 денови, повеќе од 10 работни недели минаа, откако се пристигнати 7 страници за превод од Германија, извештајот за несреќата во Тетово. 140 денови минаа откако Руфат Хусеини, директорот на Државниот инспекторат за транспорт, изјави дека се обиделе, но не успеале да извршат контрола во просториите на фирмата Бесатранс. 19 недели минаа откако Љубомир Јовески заедно со Вилма Русковска беа во Бугарија по несреќата со автобусот и уста не отворија од тогаш за случајот. 110 денови царината проверува како тоа автобус без лиценца минувал граница. Почитувани, Вилма Русковска се уште е обвинител. Љубомир Јовески на крајот мандатот се моли за уставен судија. Оливер Спасовски се уште е министер за полиција. Љупчо Путер Николовски е министер за земјоделство, бидејќи му се укина Министерството за борба со корупција. Заев и Филипче од страна ќе отварале фондација. Влакно не им фали. 60 луѓе живи пеплосаа. 60 луѓе се очигледни жртви на криминал и корупција. Никому влакно не му фали. Никој не понесе одговорност. Никој, ама никој не одговараше за тоа. Корупцијата изгоре 60 луѓе, никој не одговара. Со вакво заробено правосудство од тандемот СДСМ ДУИ, со влада на СДСМ ДУИ, секој ден минат во Македонија е ден минат со висока корупција и криминал. Ви благодарам.